Македонците се најголеми пушачи на цигари во регионот и во топ 10 во целиот свет. На врвот се и по бројот на испушени цигари дневно по пушач. При тоа македонците пушат и најмногу наевтини цигари. Ова го покажало истражувањето на think tank-от Аналитика во соработка со Универзитетот Илиноис од Чикаго во 2020 година. При тоа речиси половина од возрастните луѓе или 48,4% користат тутун. Пушат 58% од возрастните мажи и 39% од жените. Опфатот на луѓе што пушат цигари е многу поголем од европскиот просек од 29%. Во Шведска, на пример, 8,7% од возрастната популација се пушачи, а во Грција и Бугарија 27%. Од Аналитика велат дека пушењето е најзастапено кај луѓето од 45 до 54 години. При тоа македонците пушеле и наевтини цигари. Кутија во просек чини 1,7 евра. Просекот во регионот е нешто над 2 евра, а во Европа речиси 5 евра. Од Аналитика велат дека многу малку се прави за надминување на проблемот со пушењето. Без оглед на постојаното покачување на акцизите во последните 10 години и двојното поскапување на цигарите, бројот на пушачи бил преголем. Сметаат дека јавните кампањи за штетноста од пушењето во медиумите, училиштата, болниците и работните места би можеле да ја подобрат состојбата. Дури излеговме и со бројки пред речиси една година, каде што кажуваме дека доколку 20% се зголеми акцизата на цигари, би донело негде до 100 милиони евра дополнителни приходи во буџетот. Тоа е една од најефективните алатки доколку се сака да се реагира за намалување на пушењето. Значи се реагира за здравјето на граѓаните. Како што посочи од Аналитика, додека светот ги затега забраните за пушење, во земјава цигарите чадат насекаде. Откако пред 5 години се дозволи пушење и во затворените летни тераси на гостителските објекти, пушењето зема замав. Сепак со укинување на одредбата што дефинира што е тераса, односно простор отворен од најмалку 3 страни, ситуацијата стана неподнослива. Особено во зимските месеци, кога на истите тераси целосно затворени, се пуши насекаде. Минатата недела за само 5 дена, пазарниот инспекторат од 200 извршени контроли им пишал казни на 1/4 од објектите, односно 56. Според Светската здравствена организација, пушењето е една од најголемите здравствени закани, поради што годишно умираат 7 милиони жители. Пушењето во Македонија е втора причина за смрт од кардиоваскуларни болести, од кои умираат 15.000 луѓе годишно, и главна причина за рак на белите дробови.